Поддршка за референдумот и апел до граѓаните да го искористат правото на глас денеска стигна и од европратениците Едвард Кукан и Кнут Флекенштајн. Двајцата европратеници порачаа дека референдумот е историска шанса за земјава и дека не треба да се чекаат уште 27 години за да се постигне напредок за евроатлантските интеграции. Ова е навистина историски момент во развојот на вашата земја и може позитивно да влијае во случај на позитивен исход на референдумот. Тоа може позитивно да влијае на идниот развој на земјата и исполнувањето на нејзините евроатлантски амбиции. Затоа ги повикувам граѓаните да учествуваат на референдумот и да го искористат правото на глас. Кукан ја потенцираше важноста на граѓаните да бидат добро информирани за тоа какви последици може да има позитивниот резултат на референдумот за иднината на Македонија. Неговиот колега Флекенштајн изјави дека референдумот не е прашање за тоа дали владата е добра или лоша и за тоа кој ќе владее следните 4 години, туку дека се работи за одлука која, како што рече, ќе влијае на идните генерации. Ги замолувам моите пријатели во Македонија. Ве молам, гласајте. Не кажувајте дека не ви е важно. Премногу е важно. Знаете дека изминатите 27 години имаше проблем кој секогаш го стопираше процесот. Сега имаме шанса да ги почнеме преговорите следната година, да го забрзаме процесот и затоа сакам да ве замолам да гласате и не ни кажувајте дека не ви е грижа. Како ќе гласате зависи само од граѓаните на оваа земја и од никој друг. На прашањето како евентуалниот неуспех на референдумот би се одразил на евроинтеграциите на Македонија во иднина, Кукан со одговор. Би кажал дека ние не размислуваме за план Б. Размислуваме само за план А тоа е да успее референдумот, резултатот да биде позитивен и на тој начин да го отвориме и забрзаме патот на Македонија на европската траекторија. Европратениците порачаа дека покрај важноста на референдумот, од исклучителна важност е испроведувањето на итните реформски приоритети. Двајцата пратеници на Европскиот парламент најавија продолжување на втората фаза од диалогот Жан Моне. Тие го образложија извештајот од првата фаза и ги споменаа постигнатите резултати, меѓу кои кодексот за етика и правилата на парламентарната постапка. Втората рунда најверојатно ќе се одржи во декември или во јануари, а листата на темите кои ќе бидат обработени се уште се подготвува. Диалогот Жан Моне дојде како потреба за постигнување на политички консензус по двегодишната политичка криза во Македонија.